Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат, започнуваат вести. Македонија без уставни измени и со ограничен напредок. Црна Гора и Албанија најблиску до членство. Сума сумарум, ова е извештајот на Европската унија за проширување. Македонија продолжила со работа на патоказите за владење на правото и за заштита на малцинствата, но се уште не ги исполнила почетните услови за отворање на првиот кластер. Се наведува во најновиот извештај на Европската комисија, која вчера го усвои годишниот пакет за проширување. Во документот се бара земјата да ја засили борбата против корупцијата, да го подобри судството и конечно да ги усвои уставните измени со кои во уставот ќе бидат вклучени сите заедници, меѓу кои Бугарската, како што е наведено во заклучоците на Советот од јули 2022 година. Темата е на Хари Кацановски. Независниот синдикат на паркови и зеленило соопшти дека протестите ќе продолжат и следните денови затоа што не им е исплатена септемвриската плата, иако така им било ветено од директорот на претпријатието. Ова представува продолжување на серијата доцнења и игнорирање на основните работнички права, вклучително и неисплатени плати за претходните месеци, јубилејни награди, бонус плати, К15 и здравствено осигурување. Во почетокот беше зборот, и зборот беше ветување. И ветувањето беше дадено пред народот како завет пред Божествен суд. За 3 дена ќе го исчистам градот. Така почнаа новите поглавја во книгата на скопјаните. И луѓето го слушаа гласот на својот нов водач, надевајќи се дека конечно ќе се подигне некој што ќе го отстрани срамот од улиците и ќе ја избрише прашината од совеста. Скопје, градот што некогаш беше гордост на долината, денес личеше на изгубен Ерусалим. Замастен, препон со ѓубре, шишиња, хартија. И во тоа време на отпад и рамнодушност се појави Орце, како пророк со светлина во погледот и со метла во раката. За 3 дена ќе го исчистам градот, рече тој. И луѓето се восхитија. Некои се прекрстија. И беше вечер, и беше утро, ден прв. Орце го погледна градот свој, од Драчево до Волково, и рече да се оддели ѓубрето од асфалтот и сметот од душите. И така беше. Прочитајте до крај што вели во најновата колумна Мартин Богатиновски. Рано утрото во вторникот, 48 годишен скопјанец е пронајден починат на улицата Јордан Мијалков во центарот на главниот град, соопшти полицијата. Пронајден е починат Л.И. од Скопје. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство. А по насоки на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено на обдукција. Увид извршила екипата од СВР Скопје. Маж и жена од Скопје, кои се сопружници, ќе одговараат откако 46 годишниот маж подолго време ја силувал 16 годишната поќерка, а жената, незината мајка, го дозволила грозоморното изживување и покрај тоа што девојчето од неа барало помош. Осомничениот очув на жртвата подолг временски период ја злоупотребувал својата положба и го наведувал на обљуба и други полови дејствија девојчето родено 2009 година, кое му било доверено на чување и воспитување. Предметниот јавен обвинител предложи на осомничениот очув да му биде определена мерка притвор, додека за осомничената мајка се предложени мерки на предпазливост. Адхок водоскок направи поплава во центарот на Скопје. Во просторот меѓу зградите кај АЈАК и Археолошкиот музеј на Македонија вчера пукна водоводна цевка и создаде голем водоскок, кој не изгледаше лошо, но го поплави околниот простор, јавува Фокус. Водата се излеа по плоштадот, а потоа и по тротоарите и создаде мала поплава меѓу објектите на институциите. Кога модата ќе ги расшири своите крилја, не само како уметност, туку со примат на добробит на заедницата. Тогаш и ќе ја покаже својата моќ. Тоа се случува и кај нас. Мода со кауза е насловена третата хуманитарна модна аукција во Скопје во рамките на 31-то издание на Моден викенд Скопје во организација на Конект. Повеќе од 23 звезди од модниот свет, еминентни дизајнери, звучни уметници и занаетчии
ја покажаа својата великодушност и донираа парчиња. Бројни учесници надаваа за модните парчиња облека, модни додатоци, накид направени од звучни имиња. Најголемо внимание на аукцијата привлече девојка која што си купи венчаница со потпис на Никола Ефтимов за 8.000 денари. Покрај познатите дизајнери, учесниците надаваа и за уникатни дизајнерски парчиња, како и прекрасни изработки направени од инклузивни друштва. Вкупната комерцијална вредност на дизајните е процената на 170.000 денари. Се очекува аукцијата да ја достигне најмалку оваа сума. Голема трагедија во Тузла. Најмалку 10 лица загинаа, околу 20 се повредени во пожарот што вчера вечер избувна во пензионерски дом во Тузла, пренесуваат босанските медиуми. Наведувајќи дека се стравува од и бројот на жртви може да биде поголем. Повредените пациенти веднаш се упатени на лекување во клиничкиот центар на Универзитетот во Тузла. Меѓу нив, покрај корисниците на домот за стари лица, се и пожарникари, полицајци, медицински работници и вработени во домот. Зохран Мамдани, избран за градоначалник на Њујорк, прв муслиман на функцијата. Со преброени над 97% од гласовите, 34-годишниот кандидат обезбеди недостижна предност, објавија неколку американски медиуми. Доколку резултатот биде потврден, Мамдани би станал првиот муслиман градоначалник на Њујорк и еден од најстакнатите избрани противници на американскиот претседател Доналд Трамп. А Трамп за ова вели: победата на комунист во Њујорк го води градот кон катастрофа. Подобро би да победи демократ со успеси отколку комунист без успеси, рече Трамп, алудирајќи на против кандидатот Ендру Куомо, поранешен гувернер на Њујорк. Додека вештачката интелигенција бара се повеќе простор и енергија, SpaceX планира да ја премести обработката на податоци над земјата, директно во орбитата. Како што вештачката интелигенција ја зголемува побарувачката за огромни количини простор за складирање и обработка на податоци, интересот за центри за податоци во Вселената расте. Иако некои стартап компании веќе почнаа да се справуваат со проблемот, идејата го привлече вниманието и на технолошките милиардери. Подсетуваме дека и основачот на Амазон, Джеф Безос, исто така предвиде дека центри за податоци со гигаватна големина ќе бидат изградени во Вселената во следните 10 до 20 години. Ова е последната информација во вестите на Слободен печат. Повеќе вести ќе најдете на нашиот сајт.